Вести на Канал 8. Добар ден. Ново труење со храна во Виница однесе уште 7 лица на лекување во болница. Затруените рекле дека конзумирале храна од сендвичарница во Виница, пошто се пожалиле на болки и биле префрлени во Штипската клиничка болница. Тони Ајтовски со деталите. 7 лица од Виница, кои се пожалиле на труење со храна, се задржани на лекување во инфективното одделение во клиничката болница во Штип. Од здравствениот дом во Виница потврдија дека во изминатите 2 дена кај нив на преглед се јавиле поголем број пациенти со стомачни проблеми, главно со симптоми на повраќање и диареја, од кои дел биле препратени во Штипската болница. Најголем број од затруените се пожалиле дека јаделе храна од сендвичарница во Виница, но дел од нив биле и на прослави во соседните градови. Во саботата и неделата на инфективното одделение при клиничка болница Штип донесени се 7 лица затруени од храна и тие моментално се на одделението и по терапија. Лицата се, да напоменеме, од општина Виница. Најмалиот пациент е 13 години, а најстариот е 57 години. Од Центарот за јавно здравје во Кочани информираа дека веќе се земени примероци од храната и од работните површини во сендвичарницата, а резултатите се очекуваат наскоро. Превентивно, од страна на санитарната инспекција, издадено е решение за забрана за работење на дуќанот. За една недела, ова е втор поголем случај на труење со храна во Виница, откако минатиот вторник 5 лица беа задржани на лекување во болницата во Штип. Тогаш тие се пожалија дека консумирале производи од слаткарница. Во рамки на подобрувањето на инфраструктурата во Ромското мало во Виница, предвидена е изградба и асфалтирање на дел од улиците, но со оглед на конфигурацијата на теренот, неопходно е претходно да се постават потпорни ѕидови. Обврска на изведувачот е изградбата да ја заврши до средината на октомври, а општината ја презеде задачата да обезбеди целосна реконструкција и асфалтирање на улицата Иво Лола Рибар во должина од над 500 метри. Општина Виница инвестира над 1,3 милиони денари за изградба на потпорни ѕидови на улицата Иво Лола Рибар, која е една од главните во Ромското мало. Средствата се обезбедени преку програмата за имплементација на стратегијата за ромите во Македонија, а дел од работите се изведуваат и со сопствено учество. Од локалната самоуправа информираат дека градежните работи се започнати на еден од главните ѕидови со должина од 30 и височина од 5 метри, со што ќе се спречи појавата на свлечиште и потенцијална опасност за куќите во непосредна близина. Општина Виница плесираше за реконструкција и изградба на потпорни ѕидови до кабинетот без ресор во владата на Република Македонија Аксел Ахмедовски, во врска со стратегијата за ромите и ромската декада. Обезбедени се средства од 1.360.000 денари за потпорни ѕидови во Ромското мало, тоест на улицата Иво Лола Рибар, ќе се градат потпорни ѕидови во должина од 26 метри. По завршувањето на овие потпорни ѕидови, за следната година општина Виница планира оваа улица, улицата Иво Лола Рибар, да ја асфалтира. Таа е во должина некаде околу 500 метри. Во меѓувреме, завршена е реконструкцијата и асфалтирањето на 6 улици во градот, како и на неколку сообраќајници во селата Лески, Блатец, Јакимово, Трстија и Градец, со вкупна должина од околу 2800 метри. За овие градежни активности локалната самоуправа на Виница од сопствениот буџет издвои околу 11,7 милиони денари. Младинската организација на СДСМ од Кочани викендов организираше пресконференција, на која упати апел до граѓаните за давање подршка на предстојниот референдум. При тоа потенцираа дека со пристапот кон Европската Унија и НАТО се зголемуваат можностите на младите за остварување на нивните потреби за школување и надградба. Пред нас, младите, стои предизвикот за Европска Македонија, поради што сакаме да ги повикаме граѓаните, сите заедно да дадеме придонес во пишувањето на една нова историја. Со овој апел, Општинската организација на социјалдемократската младина од Кочани во саботата излезе на пресконференција, на која побара поддршка за предстојното референдумско изјаснување. Нашата генерација ја има таа привилегија да ја менува Македонија кон подобро. Имаме шанса да го оствариме сонот на секој млад преку членството во НАТО и Европската Унија,
гарантира подобар живот за сите млади. Пред нас е можност конечно да го запреме трендот на иселување на младите. Би сакала да посочам само дел од одговорите зошто да одбериме за европска младина. Пристапот до младинските програми на Европската унија за младите од Македонија ќе значи можност за студирање на најдобрите универзитети во Европа и развивање на вештините неопходни за активно учество на пазарот на трудот. Преку програмата за мобилност на студентите Еразмус пред над 4 милиони млади луѓе од Европа, меѓу кои и младите од Македонија, имаат можност за академска мобилност, стекнување вештини, спорт, обука, учење и различните култури и градење на заеднички европски вредности. Преку Европскиот социјален фонд, Европската унија инвестира над 70 милиарди евра во квалитетно и одржливо вработување и мобилност на работниците. На крајот од пресконференцијата Трајановска потенцираше дека досега Европската унија има инвестирано близу 9 милиарди евра во младинска гаранција за вработување, поради што, како што рече, тоа се само дел од причините младите да останат овде и во Македонија да ја градат својата еднина. Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност е мерката по која е објавен јавниот повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување барања за користење на средства од оваа програма за 2018 година. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување барања за користење на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерката 112 помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност. Максимална вредност на прифатливи трошоци е до 600.000 динари по поединечен корисник. Право на користење на средства имаат следните субјекти. Значи, земјоделски стопанства запишени во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделство и рурален развој. Висината на финансиската поддршка тоа ќе бидат средства наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година. Значи, максималната вредност на прифатливите трошоци по корисник за мерка 112 изнесува 600.000 денари. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќаат на годишно ниво во најмногу 3 рати. Поддршката е условена со задолжително исполнување на предвидените активности од деловниот план за мерка 112. Барањата се поднесуваат електронски, за сите документи и образци ги упатуваме да се упатат во Агенцијата за потикнување на земјоделството. Исто така, барањата се креираат електронски и на нив треба да бидат прикачени сите документи кои се поврзани со огласот, а крајниот рок, значи, за пријавување по овој оглас и за доставување на електронски барања до Агенцијата за финансиска поддршка е 19 октомври 2018 година. Во тек е јавниот повик за доставување барања за исплата на средства од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година за мерката инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства, додаде Миладинов, во која влегува подигнување на нови повеќегодишни лозови и овошни насади, повеќегодишни насади со ароматични растенија и медоносна флора, фацелија, водија и багрем на нови површини, исто и набавка на добиток од увоз или со потекло од признати организации согласно Законот за сточарство, набавка на високостелни педигрирани јуници, оригинали или хибриди, набавка на педигрирани оригинални или хибриди машки и женски приплодни грла овци, набавка на педигрирани оригинални хибридни машки и женски приплодни грла кози и набавка на педигрирани оригинални или хибриди свињи и наземки. Истиот ќе трае до 30 септември 2018 година. Право на користење на средства по овој оглас имаат земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно Законот за земјоделство и рурален развој.
Викендов се реализираше уште една промоција на Осоговските планини, кои треба да станат балкански заштитен зелен појас. Македонското еколошко друштво во соработка со спортски клубови од Кочани организираше велосипедска тура како дел од напорите за подигање на јавната свест за заштита на животната средина. Македонското еколошко друштво во соработка со спортските клубови МТБ Исток и Москито од Кочани го одбележа 23 септември, денот на зелениот појас. По тој повод беше организирана велосипедска тура наречена по патеката на железната завеса, која ја следи некогашната граница меѓу источниот и западниот блок, а поминува низ предел што е живописен спој на природа и историја. Со градоначалниците на Кочани, Македонска Каменица и Крива Паланка, Никол Чуилиев, Сонја Стаменкова и Боријан Чомицевски, беше реализирана средба на врвот Сокол. Таму се споделија идеи и размислувања околу иницијативата за прогласување на Осогово за заштитено природно подрачје. Од Македонското еколошко друштво истакнуваат дека оваа тура е само една од низата активности за дополнителна промоција на вредностите на Осогово, кои се од национално и европско значење. При тоа беше нагласено дека сите заеднички треба да действуваат и да дополнуваат уште многу природни и туристички локации на картата на Осоговскиот регион. Градоначалниците кои учествуваа на средбата на врвот Сокол беа единствени во заклучокот дека дел од Осоговските планини во следниот период треба да се прогласат за заштитен предел. Со тоа би се зачувал биодиверзитетот на ова подрачје од една страна, а ќе се подобри и животот на локалното население од друга страна. Нашата земја, како дел од иницијативата Европски зелен појас, веќе трета година поред го одбележува овој значаен ден и ја подигнува свеста на граѓаните за богатите предели што се дел од Балканскиот зелен појас. Иницијативата Европски зелен појас се стреми кон зачувување на значајните предели во Европа, што останале недопрени благодарение на намаленото движење за време на студената војна. Еколошката мрежа Европски зелен појас поминува низ 24 европски земји, меѓу кои и Македонија. Следува информацијата од спортот. 2 победи поред за играчите на фудбалскиот клуб Осогово во третата фудбалска лига Исток. Во неделата на гостински терен играчите на Осогово со резултатот 3:1 беа поуспешни од тимот на Рудар од Пробиштип. Нова победа за градскиот фудбалски клуб Осогово во второто коло од третата фудбалска лига Исток. Во неделата на стадионот во Пробиштип Осогово со резултатот 3:1 го совлада тимот на Рудар. Добрата игра на тимот од Кочани резултираше со 2 гола во првото полувреме. Филип Димовски за само 10 минути успеа да постигне 2 гола и со тоа Осогово на полувреме да замине со позитивен резултат. Во вториот дел беше досуден пенал за гостите од Пробиштип кој успешно беше реализиран. Во 65-та минута капитенот Драган Паунов го постигне и третиот гол за Осогово за конечен резултат од 3:1. Со новата победа Осогово се искачи на првото место на табелата веднаш за тимот на Овчеполе кој има надпревар помалку. Веќе во следното коло токму Овчеполе ќе гостува во Кочани. Надпреварот е закажан за сабота со почеток од 15 часот и 30 минути.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.